Еве сме. Во продолжение на нашето сценарио, најава на Шри Чинмој маратон во градски парк во Скопје. Ова е 26-тото издание на лице место со кое, ако не нашата Марија Коцева и нашиот колега Наум зад камера, ќе го споделат ова искуство заедно со Данила Матевска од атлетскиот клуб Шри Чинмој. Марија, добро утро. За тебе сме известувале досега за овој маратон. Ова е 26-то издание, значи една одлична бројка, веројатно и интерес. Па ќе ни кажеш повеќе во продолжение. Добро утро, колеги. Така, Ивана, досега сме известували за претходните изданија токму на овој маратон, па ово утро во пресрет на 26-тото издание на Шри Чинмој маратонот, кој што започнува на 16 март. Ке поразговараме со еден од организаторите, всушност мојата денешна гостинка Данила Матевска. Во продолжение ќе кажеме нешто за самите подготовки на маратонот, но се разбере кој се може да биде учесник во истиот. Да и посакаме добро утро. Добро утро, Марија, благодарам за издвоеното време. Напоменав дека и претходно во овие вклучување на лице место сме најавувале токму за овој маратон, па утока ќе прашам со оглед на тоа дека веќе е 26-то издание, како на некој начин самиот маратон стана традиција? Почетоците датираат од 1998-99 година и во тој дел дури можеме да се пофалиме дека сме маратон во Македонија со најдолга непрекината традиција. Во Македонија се организираат само два маратони, тоа се Визар Скопскиот и Шри Чинмој маратонот, и ние дефинитивно можеме да се пофалиме со непрекинатата традиција и како што кажавте, ова веќе 26-тото издание на маратонот. Што можеме да очекуваме од овогодинешното издание? Па интересно за оваа година е што имаме како прво рекорден број на пријавени маратонци. Обично бројот на маратонци секогаш бил помал. Оваа година до овој момент се пријавени 40. И исто така оваа година имаме и рекорден број на пријавени од различни земји. Вкупно до сега се имаат пријавени учесници од 15 различни земји, вклучувајќи Македонија, но исто така и Америка, Англија, Ирска, Шпанија, Италија, Германија, Австрија, Холандија, Норвешка, Србија, Чешка, Полска, Унгарија и Латвија. Да се надеваме дека уште повеќе ќе има учесници, во уште поголем број. Пријавувањето е до 9 март. Кој се може да учествува? Дали треба да си има некое претходно спортско искуство? Значи, маратонот е отворен за сите, со тоа што имаме возрастна граница. На маратонската трка може да учествуваат постари од 18 години, на полумаратонската трка постари од 16 години, а на штафетната полумаратонска постара од 12 години. Додека во однос на психофизичка подготовка, еден обичен просечен човек, не зборуваме за компрометирано здравје, дефинитивно може да учествува и ние баш целиме да ги инспирираме што повеќе рекреативците, бидејќи тој прв чекор е многу значаен за нив. Јас дури и со личен пример би ги инспирирала од минатата година кога го организиравме првиот уличен ултрамаратон. Јас, например, се пријавив во последен момент на трката на 12 часа и поминав 44 км без никаква подготовка. Така да, штом јас можев, верувам дека секој може и ги охрабрувам сите да учествуваат и да пробаат. Едно охрабрување рано наутро. Сакам да кажеме нешто подетално за самиот маратон, односно кои услови треба да се исполнат за да се освои некое место, нели прво, второ или трето. Која е почетната точка, која е крајната точка, колку време трае маратонот? Значи, интересно за овој маратон е што маратонот се одвива тука за нас во градски парк и оваа патека е кружна. Значи, се работи за патека со должина од 1791 метар и се трчаат 24 круга на маратонската трка, а 12 круга на полумаратонската трка, додека кај штафетната полумаратонска учествуваат тимови во состав од 4 тркачи, од кои што секој трча по 5 км или 3 кругови. Таа кружна патека исто значи дека освежителната станица е достапна на помалку од 2 км, што е интересно бидејќи еден маратонски стандард е освежителна станица на 5 км. Тука значи тркачите, маратонците имаат 24 освежителни станици, полумаратонците 12, што е многу битно за нив кога трчаат, особено и некогаш кога било потопло времето и секогаш има многу позитивни коментари за освежителната станица.
прво, второ, трето место, нели, кој ќе заврши прв за најкратко време и така натаму, но интересно е што имаме и доста категории на победници. Во машка конкуренција покрај апсолутната категорија имаме и победници во категорија од 40 до 49, 50 до 59 и над 60 години, а во женската категорија имаме победнички во апсолутна категорија и победници во категорија од 35 до 44, 45 до 54 и над 55 години. Со што ќе се здобиат учесниците, односно победниците на овој маратон? Значи, духот на овој маратон е себе надминување, дури познате помеѓу тркачите повеќе како маратон на себе надминување отколку Шричин мој маратон. Значи, финансиски поттик нема, парични награди или награди од спонзори, меѓутоа секој победник добива пехар, медал и диплома, а секој финишер добива медал и диплома. Самиот крај ќе прашам и до сите оние кои што не гледаат, а можеби се со спортски дух и се заинтересирани токму за овој маратон, каде поточно треба да се пријават и како оде самата постапка за учество во овој маратон? Пријавувањето е преку нашата веб страница shricinmoiraces.mk и maraton.mk. Се работи за една едноставна електронска форма која што се пополнува со основни податоци и ден-два пред трката се подигнуваат стартните пакети и нормално да се присутни на денот на трката. Даниела, ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам вас, Марија. Се надевам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека маратонот Шричин мој навистина представува едно спортско искуство. Пријавувањето трае до 9 март, така да имате време да се одлучите и се разбира да бидете дел од маратонот кој што се одржува 26 пат по ред токму во градскиот парк во главниот град.